важна отколку се друго. Значи, кога се работи за победа и кога проработува емоциите, тука многу паметни одлуки не се носат. И то јас колку што можам, иако можам да им помогнам на победа и во вакви тешки ситуации кога ретко кој така да помогне. Јас можам да се носам таа одговорност и во вакви тешки ситуации и затоа прифатив да ја водам екипата. Мислење за играчкиот кадар моментален во победа? Играчкиот кадар во победа е мешан, има неколку искусни играчи, другите се млади, перспективни играчи на кои што му фали искуство, на кои што му фали самодоверба малку, за да тргне онака како што треба да биде и да имаме малку подобри резултати од овие кои што се моментално. Значи играчкиот кадар е солиден во втора лига, солиден во смисла дека треба да се бориме до крај да го задржиме овој статус што го имаме сега и да почекаме живот и здравје некои подобри денови со малку поинаква и финансиска конструкција и атмосфера за и околу клубот. Сега сме во малку незавидна ситуација во секој поглед. Меѓутоа и во такви ситуации треба да се покажи храброст и доблест и да се помогне кога е најтешко. До крајов на есенва што да се очекува врска со резултативе со играта со Пасман? До крајот на полусезона можеме да очекуваме и она што јас можам од овој аспект сега да го обетаме дека ќе има максимално залагање од сите нас, максимална борбеност на секој надпревар и да се надеваме дека и среќа да ќе биде на наша страна и дека ќе успееме да се задржиме надвор од таа опасна зона која што е за испаѓање. Таа е и целта, се надевам дека ќе ја оствариме. Збор 2 за овој нареден надпревар доста интересен вака изгледа, иако противников не е звучен, ама гледам дека е едно пријатно изненадување, трето место за сега на табелава Детонит. Противникот не е звучен, меѓутоа противникот е стабилен второлигаш и пред да настане фузијата меѓу двата клуба. Детонит беше добар клуб, имаше добра екипа, така да за мене не е изненадување по се она што се има случајно во изминатите неколку години. Мислам дека се квалитетна екипа. Ние ќе пробаме во овие 5-6 дена да се консолидираме, малку да подигнеме нивото на психолошки план. И мислам дека децата ќе дадат се од себе да освоиме некој бод од тој надпревар. Тој што доста ќе ни помогне и за атмосферата и за понатамошниот тек. После овој надпревар има пауза која што ќе искористиме за да сработиме нешто на тој тактички план, за да понатаму играме и подобро и се надеваме дека можеме и да оствариме подобри резултати. Инаку, како помина денешниот тренинг? Денеска беше тренинг рекуперација. После слободен ден, после надпревар, денеска имаше рекуперација. Од утре почнуваме со малку посериозни тренинзи, така да од утре натаму ќе имаме некоја појасна слика за она што го имаме и што располагаме како квалитет на екипата. И во врска со стручниот штаб, дали тука ќе има измени кај тренерите што го сочинува? Останува истите луѓе, со работниците ќе биде исти, нема никаква потреба да се сменува. Тие има и желба и волја да исто така да остане и да помогне во клубот и нема никаква причина ништо ни да сменува на клубот.